и со мое задоволство дозволив тоа да се работи затоа што има многу ретки луѓе, многу ретки агенции или приватни фирми, здруженија кои што на ваков начин го искажуваат своето работење на позитивен еден начин, каде што донираат средства онаму каде што најмногу ми е потребно на децата. Како во овој случај, во овој објект, каде што се реновираше објектот, каде што престојува децата во Зуница, и тоа само еден поттик, еден начин на кој што му даваат како инпут за сите други здруженија на граѓани, приватни фирми, друштва и така натаму, да учествуваат на ваков или сличен начин, да донираат средства, затоа што на децата, како што се овде во Зуница и на други институции од ваков тип, му е најмногу потребна. Јас уште сакам да му честитам и да му се заблагодарам за ова што го направија. И во иднина, се надевам дека ќе имам уште вакви проекти, многу, затоа што вистински на овие деца со посебни потреби е многу повеќе од потребно. Можам да кажам дека сме прилично задоволни од тоа како излезе работата и би сакал да упатам благодарност до сите оние кои не поддржаа во оваа акција, кои ја препозна нашата цел, а тоа е да се помогне онаму каде што е најмногу потребно, и би сакал исто така да упатам апел до сите оние кои што можат да ја пружат таа помош, тоа да го направат што поскоро. Значи, наредна фаза е инсталација на лифтот за хендикепирани лица во Центарот за култура Марко Цепенков. Последен дел од нашата донација ќе биде набавка на 4 компјутери за посебните паралелки при Основното училиште Климент Охридски. Купната сума на оваа донација е некаде околу 430.000 денари, лифтот е 240.000 денари, компјутерите се 105.000 денари. Факт е дека после 17 години формирање на Дневниот центар за деца со посебни потреби, кој, да напоменам, беше прв во Република Македонија од тој тип, нормално беше да се има потреба од реновирање. Министерството и текако заинтересирано е да го си овај процес го направи уште по квалитетен и по транспарентен, би рекол, во неговото инвестирање. Факт е дека во постапка ние приватизација на објектот, се надевам дека градоначалникот и општината што побрзо ќе излезат во пресед за да би можела државата како свој имот да инвестира во него. Инаку овде, иако е калибриран за 25 дечин на простор негде 350 квадрати, моментално доаѓаат 19 дечина во еден, би рекол, мултисекторски тим кој работи со истите. Ова што е направено е голема работа, уште еднаш голема благодарност и еве повики на сите други кои сакаат да бидат општествено одговорни фирми, заедно со граѓаните и невладиниот сектор да го следат патот на овој донатор.